подобро е да внесуваме немногу масни риби и риби кои што се богати со омега 3, нешто што не му обрнавме внимание во првиот дел од емисијата, меѓутоа е од критична важност, поготово во развојниот период, затоа што влијае на развојот на мисловната компонента, развојот на видот и одржување на овие компоненти, па дури и на психичкото однесување. Се смета дека неконзумирањето на риба дури и кај повозрасни води кон депресија заради недостаток на омега 3 и D3. Ако не можеме да внесуваме риба од било кои причини, тоа е една работа која што се учи, се стекнува навиката од мали нозе. Понатака може да имаме проблеми да ги одбиваме овие производи. Ако не успеваме на било кој начин да ги внесеме по природен, да речам, пат, уште како деца ние додатно не суплементираа со оние познати перли, претходно уште со рибино масло, а сега има и посовремени облици каде што точно се знае која количина ја имаме на омега 3 и на витамин D, за да можеме да дојдеме до максималниот бенефит за нашиот организам.